Добар вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, годинава се разбира. Барем сега сам со оглед на фактот дели дека мојот досегашен партнер Горан Момировски замина во други води, би рекол. Накратко само за мене нешто воопшто би рекол не толку важно, меѓутоа сакам да го истакнам. Од време на време добивам коментари во врска со кошулите кои што ги носам. Правилата налагаат често пати тие да бидат еднобојни, професионални. Јас меѓутоа понекогаш излегувам пред вас во кошули кои што се карирани или како веќе се нарекуваат. Зошто тоа го правам? Од две причини. Првата е така ми се допаѓа, а втората е затоа што водам една емисија која што по многу нешто, иако е сосема сериозно, сакам да биде од неформален карактер, па затоа сметам и дека неформалноста во моето облекување не се коси со таа намена за која што оваа емисија, впрочем, сакам да ја представам на јавност, односно на вас, почитувани гледачи. Сега околу вечерашната гостинка, апсолутно би рекол ексклузивно интервју, затоа што ќе зборувам со госпогата Андријана Цветковиќ, дама која што веќе 20 на години живее во Јапонија. Таа е наш поранешен амбасадор во земјата на изгрее сонцето. Во моментов е актуелен советник за разни работи на министерот за култура на Јапонија. Човекот се вика, го има в името Шун Токура. Би рекол исклучително редок случај, човек од друга земја, особено од Европа, особено од Источна Европа, од Балканот, да дојде во таква ситуација и привилегија да соработува со јапонски министер. Господјата има уште цел реферат, можам да ви набројам што се има постигнато во својата досегашна кариера, која што верувам дека и понатаму ќе се развива. Ќе дојдеме до сето тоа. За почеток ќе велам добра вечер на амбасадорката Диана Цветковиќ. Добра вечер. Добра вечер и ви благодарам многу за поканата да бидам денес гостин во вашата емисија Заспи ако можеш. Задоволството е апсолутно мое, амбасадорке. Морам да го потребувам изразот амбасадор, велат еднаш амбасадор, секогаш амбасадор. Така е. Но иако вие сте и доктор на науки, режисерка, предприемач, повторно велам. И мајка, најважна титула мајка. Апсолутно, за ова се согласуваме. Најважната, исклучително најважната титула. Јапонија исто како и нас ги почитува традиционалните вредности. Апсолутно. Верувам дека и таму мајката доаѓа на прво место. Но морам да ја прашам, амбасадорке, бидејќи имаме време за се што сакаме да знаеме вечерва од вас, меѓутоа вие реков отприлика 20 на години сте во Јапонија. Прво, од каде наш човек, не е необично наши луѓе да бидат и да успеат во Западна Европа, во САД, во Канада, не знам, во Австралија, па и во Јужна Америка, можеби, или не знам каде, меѓутоа Јапонија е навистина ретка работа. Од каде прво дојдовте на идеја да одите во Јапонија, да учите таму? Така, знаете како не знаете никога животот каде ќе ве однесе. Меѓутоа јас студирав во Бугарија филмска уметност. И во тој момент исто ми доаѓаше периодот да одберам магистарска тема, бидејќи магистрирав, и темата беше дигиталните технологии, тоа го избрав јас, дигиталните технологии во филмот. Како дигиталните технологии ќе го сменат филмот. Во тоа време таа технологија, дигиталната технологија беше сосема нова и едва најдов професор кој се нафати да ме биде ментор нели на магистарската. Меѓутоа, потоа сватив дека овие нели технолошки развојни настани во филмската индустрија доаѓаат и од Јапонија. Впрочем, националната телевизија NHK е првата која што ја измислува дигиталната технологија, која што се користи прво во телевизијата, а потоа се користи во филмот. И јас решавам да одам на постдипломски студии во Јапонија. Меѓутоа, патот не беше многу лесен. Требаше да се аплицира за некаква стипендија, бидејќи знаете, Јапонија е далечна земја, нашите стандарди не дозволуваат дека некој може сам да си го покрие тоа образование.
имав таа среќа да бидам меѓу првите, да бидам првата и единствена, да речеме, режисерка или човек од уметноста што ја добива единствената стипендија од јапонската влада. И така заминав од прво на специализација за 2 години, а потоа и на докторски студии. Исто и тоа беше интересен момент. Јас сакав да останам подолго во Јапонија, 2 години се навистина многу кратко време. Сватив дека јапонците не говорат англиски. Тоа беше големиот шок. Никој на мојот универзитет, кој што е врвен универзитет, Нихон University, не говореше англиски јазик. И јас сватив доколку сакам нешто суштествено да направам, во она што сум го започнала, дека морам да го научам јапонскиот јазик и за тоа ќе ми треба малце повеќе време. И затоа решив да се запишам и на докторски студии. Но приемниот испит беше на јапонски јазик. И сакам да прашам, јапонците, велите на еден од најпрестижните универзитети во светот, велите не зборуваат англиски. Не зборуваат воопшто или зборуваат, меѓутоа не сакаат од национални, да речеме, побуди, не сакаат да комуницираат на странски јазик? Не станува збор за никаква национална гордост, но постанува збор за таму професорите се луѓе кои што се повозрасни. Имаше неколку професори што зборуваат англиски, меѓутоа не беа професорите кои што јас сакав да учам кај нив, не имав таа среќа, нели? Точната експертиза мораш да биде кај луѓе што баш јапонскиот. Да. Добро, и сега да ја прашам, ќе мора вака да ви поставувам под прашање цело време, бидејќи мене ми е многу интересно, ова е наистина ретка можност човек да разговара со наша личност која што се нашла на другиот крај на светот во сосема поинакви околности, кога велиме поинакви, навистина поинакви. Јапонија е исклучителна по многу нешта, меѓутоа јазикот нивни е, ако сме реални за нас, многу тежок, потполно туѓ. Мене ми беше гостин 2 пати професорот Кирјаковски, кој што исто така има студирано во Јапонија, 10 години студирал таму, поздрав за него ако случајно гледа и успел да го научи јапонскиот јазик, се разбира. Меѓутоа тоа е наистина една макотрпен процес, претпоставувам, бидејќи почнувате од апсолутно нула. Немате никакви релации на било каков начин. Нема никакви дуперни точки со нашиот јазик, нити пак со некој друг јазик кој што го зборуваме. За една илустрација, во јапонскиот јазик има 3 азбуки: хирагана, катагана и хиероглифите или канџите. Хирагана и катагана се по 46 карактери, а основните јапонски карактери, тие канџи, се околу 2150. Основните? Основните. Тоа што мора да го научите? Тоа што мора да го научите. 2150? Да, и плюс тие 2 азбуки, тие се користат заедно. Значи не може да избереш која сакаш, туку сите да ги научиш. Што е другата специфика, јас го пишав и докторатот мој на јапонски јазик. И не можам да кажам дека во тој момент, нели, бидејќи јас со сите напори се трудев да го совладам јазикот и меѓутоа и да ги фатам сите рокови за докторски студии, да ги пишувам, да пишам докторската дисертација што е околу 150 страници на јапонски јазик. И тоа напоредно го правевте? Напоредно. Не имаше никаков период да можам нели да... Па добро, тоа е, јас реков, вие сте екстраординари, на англиски го кажав, тоа е апсолутно необична личност, меѓутоа колку време требаше човек да влезе во приказната, макар еве ова не е основа, за да браните докторат треба и тоа како да навлезете во приказната. Не може да знаете само добар ден, оно што се учи на почеток, сакам леп, сакам вода. Мора да вистина да знаете. Колку време требаше за сето тоа да се вклопи во нешто, во прифатливи рамки, еве да речем? Па би рекла дека требаше околу 3-4 години. И јас за 3 години фактички докторирав. 4 години бев на специализација, 1 година бев на специализација, значи 4 години. 4 години веќе кога го завршив докторатот, јас во тој момент не размислував колку знам јапонски, колку не знам, повеќе мислев дали она што го правам во мојот дел, нели, како докторска одбрана и така натака, дали тоа има значење за кинематографијата, дали ќе биде прифатено од моите колеги. И после самата сватив, беше интересен момент, бев кај едни пријатели јапонци на гости и разговаравме и јас се фаќам како себе си, како зборувам на јапонски со нив и веќе сум таму на гости неколку сати.
И викам, јас зборувам јапонски. Јас всушност зборувам јапонски, да. Инаку, јапонците се многу скромни луѓе и мислам дека имам поприфатено од нив малку. Во Јапонија секогаш се вели, јас сум се уште неук или неука, не знам ништо и се уште учам. И вистина е така, бидејќи јазикот е доста тежок и самите јапонци секогаш одат со некој речниче, Она се сократовска консултираат. филозофија, така. Да. Многу прашања имам за јапонците, морам да признам, не знам што попрво да ве прашам. Меѓутоа, ајде, вие се најдовте во ситуација во 2014 година да станете прв македонски амбасадор во Јапонија. Така. Значи, практично вие ја отворивте амбасадата во Јапонија, Така. што исто така предизвик сам по себе. Значи, вие сте тамо, работите, се завршиле со докторски студии, во меѓувреме не знам дали во тој период веќе имавте семејство и така натаму, и еднаш кога добивате можност да ја представувате Македонија. Меѓутоа, јас сум разговарал со амбасадорот Боцевски, на пример, кој што ја отвори амбасадата во Бразил и знам колку тоа е исто така макотрпна работа. Вие почнувате од нула таму, од ногење на самиот простор, од наједноставни работи кои што мора да се вклучат, да се направат односите, да се создаде целиот тој дипломатски простор во кој што ќе функционирате. Бевте сама таму или имавте некои помошници? Да, значи основањето на амбасадата, прво јас бев професор на Киото универзитетот. На Киото? Да. Што исто така престижен да не се... Да, еден од најпрестижните, всушност, втор по ранкинг во Јапонија. Да не одиме на онаа листа кој што нашите за жал се од 2000-то нагоре, овие се претпоставам во првите 100 во светот или... Па да, дефинитивно. Мислам, Киото универзитет има доста и нобеловци, тоа може да се Тоа кажува провери. само по себе Да. се. И бев визитинг професор на ЕСРА факултетот. Имав дадено свое ветување дека ќе додадем на македонските студенти, ќе им го пренесам она што го знам за јапонската култура и филм. И така некако се случи, ме поканија да бидам и професор на Европскиот универзитет тука во Скопје. Во тој период течеа огласи за избор на амбасадори и други столица. Имаше една таква кампања. На една моја презентација во Кинотека на Македонија, каде што ги презентирав моите филмови кои што сум ги снимала како режисер, една господја од Министерството за надворешни работи ми приде и рече би сакала да ве номинирам за амбасадор на културата. Јас и пратив моje CV и така натака, тоа заврши во овој другиот конкурс. И така се случи да јас бидам избрана за амбасадор. Сосема случајно јас веќе се вратив во Јапонија на универзитетот Киото, таму предавав. И беше навистина предизвик да ја напуштам мојата професија, бидејќи знаете колку е тешко да се стигне до такво нешто. Тоа ќе беше второто прашање, напуштате нешто за кое што сте вложиле многу години и многу труд. И потоа ова е патриотски, претпоставувам, чин. Вистина патриотски, јас навистина многу ја сакам Македонија и во тие години во кога сум студирала, работела, нешто правела Македонија, сум искористила секоја можност да ја презентирам Македонија, македонските филмови, култура. И на еден начин сум, тогаш немаше амбасада, на еден начин сум била некаков мост меѓу двете земји. И кога ми се даде можност да бидам амбасадор, си велам па Андријана, добро, еве сега ти го правеше до сега. Можеби можеш уште нешто повеќе да направиш како амбасадор. И да ви кажам, не се колебам што го прифати предизвикот, меѓутоа беше навистина многу тешко да се основа амбасада од ништо, почнуваш од почеток. Добрата работа е што јас како личност која што го познава јапонскиот јазик, јапонското општество, култура, манири, вредносниот систем, успеав многу брзо да се вклопам во работата. Меѓу другото бев и најмлад амбасадор на 33 години. Бев најмлад амбасадор меѓу 169 шефови на мисии во Токио. И тоа во почетокот го криев вешто, мислејќи дека ми е негативност, меѓутоа новинарите кои што беа сосема фасцинирани дека има жена амбасадор и толку млада, па и толку успешна, бидејќи се да не се фалам самата, меѓутоа имаше многу активности по кои што се истакнуваше Македонија. Побараа интервјуа од мене и кога дозна ви имате 33 години. И тоа беше онака искористено до максимум во позитивна смисла, дека Македонија избрала жена, избрала млада личност, која што е работлива, мотивирана, исто така
со на најдостинствен начин да ја представува земјата. Да, меѓутоа не е само основањето на амбасадата, да рече, добре, еве сте влегле во приказната, вие имате и сериозни проекти додека бевте амбасадор. Апсолутно. Значи не е дека многумина не знаат. Знаете што Да. се работи Јапонија е толку далеко и за нас толку, да, сите знаат, моќна, Така е. богата, технолошки најразвиена земја, сето тоа е во ред, меѓутоа ние имаме чувство дека амбасадор македонски во Јапонија е претпоставуваме некој што ете, ќе оди таму и 4 години, впрочем имавме за жали некои примери токму таму кои што не се баш за зборување сега. Завршија неславно, меѓутоа генерално имаме чувство дека во таквите земји човек и не мора кој знае што да работи, доволно е што ќе го држи македонското знаме таму и ќе се потпишува и ќе оди на некои приеми. Меѓутоа вие сериозно влеговте во приказната. Па мислам дека или се зафаќаш за некоја работа, или не се зафаќаш. Што треба да биде принцип на секој, апсолутно. Апсолутно, затоа што прво граѓаните ја даваат довербата. Нели секој амбасадор кој што оди надвор, прво е платен од парите на граѓаните, од даноците. Прво, второ, е голема чест да се представува една земја и мислам дека е изгубено време и своето време и времето нели на институцијата која што те предложила, назначила и пак на народот да не се представува соодветно. Сосема правилно. Јас во мојот план имав направено план за работа. Бев ја напуштив работата во универзитетот, се вратив како Министерството за надворешни работи. Една година работев во Министерството за надворешни работи и се подготвував. Учев од моите постари колеги, дипломати, тоа се го сватив многу сериозно. Исто така ги посетив сите институции, сите министерства. Дури направивме со еден број на колеги мои амбасадори, кои што станува амбасадори, направивме тура на Македонија, ги посетивме сите градоначалници. За да слушнеме кои се потребите. Кои се потребите на Прилеп, кои се потребите на Охрид, како се работи има со Јапонија, што можеме ние друго да направиме. Направивме средби со стопанските комори во Македонија, со дури регионалните. Се тоа како подготовка, значи. Се тоа како подготовка. И сето тоа влезе во планот, мојот план за работа. И беше многу полесно за да се реализира понатака. И јас имав и се разбира сите контакти од институции, луѓе, компании, доколку има некоја можност, јас веднаш испраќам информација за луѓето да можат да бидат навремено информирани. И како беше фидбекот од се тоа? Па можам во заклучоци да кажам. Во заклучоци да кажам, иако има многу закажување и мислам дека форматот на емисијата нема да ни дозволи да навлеземе во се, меѓутоа потпишавме 8 меморандуми за академска соработка со јапонски универзитети. Потоа македонските производи беа за прв пат представени на еден голем саем Food-X за храна, каде што учествува околу 17 македонски компании. Македонските вина добија многу награди на еден најголем вински фестивал во Јапонија, кој што им помогна понатака во продажба на вината, бидејќи се закитија со медалја. Организиравме околу 10 на бизнес форуми за привлекување на инвестиции од Јапонија. Донесовме неколку јапонски компании тука да дојдат да ги разгледаат можностите за инвестирање. Потоа ја унапредивме соработката со JICA, јапонската асоциација која што ги помага техничката помош во Македонија. И истовремено работевме многу на привлекување на јапонски туристи. Го зголемивме бројот на јапонски туристи, зависи од кварталот, тоа не може да се каже точно, меѓутоа од 30 до 50%, а па бројот на ноќевања, значи број на туристи, колку број се зголема и колку долго остануваат туристите во Македонија, успеавме да го зголемиме и тој број, речиси 3 пати од претходно што бил. Одлично. Еве, например, ова јас се сметам себе си за човек прилично информиран, меѓутоа овие и вакви работи генерално не проаѓаат во јавноста кај нас, не заради некоја зла крв. И би сакала во детали може да влеземе за некој од Сега кажам, овие работи значи не заради зла крв, туку едноставно не проаѓаат, го знаат тие што го знаат тоа. Едноставно што се директно вклучени, меѓутоа генерално јавноста во Македонија нема појма еве за вакви работи. Ќе ви кажам, Драган, за време на мојот мандат за сите овие активности ние информиравме по медиумите. И ако отворите, сигурно ќе најдете. Например, сме склучиле договор со Нагасаки универзитетот. Сме донеле професори од Јапонија на економскиот факултет тука да држат предавања. Сме направиле некаков настан. За сето тоа е информирано. Меѓутоа, кај нас постои многу слаба институционална меморија. Точно така. И не постојат
не постои континуитет. Значи доаѓа друга влада, се менува, се менува, поново, како да немало претходно ништо. И јас пред да призвам функцијата амбасадор, првото што го направив, отидов во архивата на Министерството за надворешни работи, ја извадив целата архива и месец дена ја читав архивата. И не само што ја читав, ја подредував да биде класифицирана точно. Бидејќи тоа е многу важно. На што ќе се подпрете? Не почнува се од вас. Абсолютно. Некој нешто направил пред вас и многу тоа ми користеше кога отидов во Јапонија. Знам кои се тие луѓе кои што направиле нешто за Македонија, од почесни конзули, Друштвото за пријателство таму, други луѓе кои што не морале ништо да прават, а нешто правеле. Јас ги посетив и од нив не само што им изразив благодарност, ни од нив добив многу конструктивни совети кои што ми користеа во работата. Но се тоа мора да се направи само со многу, освен инспирација и желба, со многу труд. Ова што го зборувате, мене ми делува дека на човек ќе му требаат боже мили години и години само да се подготви за да влезе во приказната и навистина, чисто да прашам, со Јапонија имаме визи? Еве јас не знам. Не имаме визи. Значи за 3 месеци, за 90 дена не се потребни визи. А тоа е, претпоставам, ваша заслуга? Па не, тоа постоеше и претходно, меѓутоа имавме шанси да го изгубиме тоа. Ние се потрудивме да не го изгубиме, да обстане. Добро, еве, не дека одат многу често наши луѓе во Јапонија, меѓутоа ако некој има желба, Токио е еден од најголемите градови во светот. Не сум сигурен дали е најголем или еден од најголемите. Па би рекли еден од најголемите, со околу 23-24 милиони жители. Да, а заедно со околината тоа е веќе нешто невидено за наши рамки несватливо. Па добро, како се живее во Токио? Вие баш во Токио живеете? Па да, Токио е убав град за живење, добро организиран. Ние сме гледале она кога во метро ги туркаат, нели, да влезат сите за на време, па не знам, министерот се извинува за сообраќај ако закасни 5 секунди метрото и така натаму. Тој дел го знае, меѓутоа целата таа атмосфера на џиновски град во кој што се случува. Знаете, во Токио има многу ред, нели? Ред и поредок. Има ред и поредок таму каде што живеат на едно место 25 милиони луѓе. Да, затоа што секој си го знае своето место, не можеш да застанеш ако има ред, нели? Се знае, луѓето стојат двајца. Редот дозволува двајца, не дозволува 5. И го нема оној што само да праша нешто. Само да праша, нема такво нешто. Освен тоа, нема оној дел кој што јас велам микрокорупција, кој што присутен, да. Значи не може да фатиш врска за да идеш да се завршиш некаква работа во банка, на лекар и така натаму. Дури да ги знаеш, јас да речеме знам многу влијателни луѓе, премиери, председатели. Меѓутоа нема нешто како зборувано е со. Јас како сите луѓе се јавам да се резервирам. Ма тоа што е стандардно. Да, стандардно и си добиваш истата услуга, бидејќи има некаков стандард нели во тој дел. Еве што се однесува до градење на тие стандарди, поготово мислам дека можеме многу повеќе да направиме и да научиме јапонците во делот на здравството. Се плашам да разговарам воопшто на темата. Нашето здравство е во многу незавидна положба. Не знам колку знаете, претпоставам дека знаете со оглед на се. Меѓутоа нашето здравство навистина е во незавидна положба, ќе им треба многу труд и на сегашниот министер и на целата влада да излезат да се вратат во нормала некаква, а воопшто да разговараме за оној развој кој што во Јапонија е за нас незамислив. Меѓутоа искуствата во секој случај се добродојдени. Така и во периодот кога бев амбасадор имаше една програма што се викаше медицинска дипломатија. Воедно Министерството за здравство во соработка со Министерството за надворешни работи на Македонија даваше насоки на амбасадите да бараат болници и универзитетски болници каде што би можеле наши доктори да одат на дообучување, вклучително во делот на менеджментот. Дел и од тие обуки некогаш биле и преку организацијата JICA, која што ја споменав, и мислам дека дел од македонските доктори имаат искористено некои од тие бенефиции, особено што, речеме, во Токио, јас успеав да најдам 3 болници да потпишам меморандум за соработка и успеавме да донесеме 3 доктори на обуки и нешто кое што беше... Наши доктори во Јапонија? Во Јапонија. И веруете, тоа исто не беше лесно да се направи, затоа што јапонските болници, знаете, секоја болница си има некаков затворен систем. Се разбира. Кој е бенефитот да би дошол некој од Македонија? Претпоставувам финансиски интерес нула, туку само трошок.
и треба сериозни дипломатски напори да се стигне до тој чекор, да се потпише некаков меморандум и договор. Реализацијата исто така или не е лесна, меѓутоа имавме можност да направиме неколку сериозни чекори во тој правец, но потоа таа програма се укина на медицинската дипломатија, која што сметам дека е пропуштена можност, бидејќи еднашка потпишани договори, тие се уште валидни. Апсолутно. И може да продолжи соработката. Може да продолжи во обратна насока, јапонски доктори да би дошле тука, да вршат обуки, и мислам дека таа размена на знаење треба да биде на неколку ниво, знаење во практики, нели, искуства, размена на искуства, но исто така и менаџирање, системот на менаџирање на болниците, нешто кое што мислам дека би можеле многу да научиме од Јапонија и нашите граѓани да имаат бенефит од истото. Да, мислам дека ќе се согласувам во текот на разговорот со се што зборувате, не затоа што сакам да се согласувам генерално, туку затоа што е така. Меѓутоа, да бидеме искрени, кога бевте вие амбасадор, колку луѓе бевте во амбасадот? Се срамам да кажам, ама... Знаете, пред известно време зборуваше и премиерот. Апсолутно нема да зборуваме овде за политика, ниту па е тоа мојата интенција вечерва, меѓутоа факт е дека во нашите амбасади по светот има исклучително малку луѓе. Во САД имате неколку луѓе или не знам, двајца по некогаш, во клучната земја во светот, низ Европа ги има по неколку. Како ние со еден амбасадор и можеби, напамет сега зборуваме, еден, двајца помошници, ако воопшто ги има, секретар или не знам што, да се вклучиме со општество кое што е екстремно големо, напредно и така натаму, и ние да најдеме заеднички јазик. Па тие мейлови немаш да прочитате. Мислам, сега зборувам за банални работи. Вие денес како треба да дојдете на 30 состаници, самата немаш да постигнете едноставно. Така е. Амбасадите наши се обично екипирани 1+1, амбасадор плюс дипломат. Така беше и локален персонал, обично 1-2, кој што е, да кажам, под минимум. Па тоа не е ништо. Јас сум искрен, тоа не е ништо. Речеме земја како Јапонија. И ќе речат дека е скапа, мене ми е јасно, немаме пари. Меѓутоа не имаме пари за доволно глупави работи да плаќаме, па сигурно можеме уште неколку луѓе да најдеме кои што ќе бидат платени да работат во важни земји. Видете, и не е само да речеме бројот на луѓе, туку мислам дека е многу важно да се изберат амбасадори кои што ги познаваат земјите. Се разбира. Јазикот да го познавате, да речеме за Јапонија, доколку не го познавате јапонскиот јазик, ќе одите на приеми, ама поима нема да имате што се и ќе се врткате наоколу, апсолутно. Јас имам една анегдота, одиме на еден настан, кај е заменик министер за надворешни работи на Јапонија, и овде кога гледам фотографии, само претпоставувам, ова се фотографии, се извинувам вака што ве прекина, фотографии од ваши активности во Јапонија. Тоа е, тука примам награда од Асоциацијата за филмски продуценти. Тоа е, тука е со премиерот. Ова го знаеме, премиерот Шинзо Абе, така беше. Да, што за жал почина. Да. А тука сум на форум на Обединетите нации во Тохоку, кој што беше конференција за превенција на непогоди. Ова сме со еден представник, со господинот Милошевски, подпредседател на парламентот сега. Ова сме во Бива, музеот. Би сакал за тоа да ви кажам. Ова е Акио Тојота, собственикот на Тојота компанијата. Ова е собственикот на Тојота. Режија, морам да ви замерам, многу брзо ги менувате фотографиите. Нема време, да. Тоа беше собственикот на Тојота. На Тојота. Акио Тојота. Тојота, така. Така се вика човекот, Акио Тојота. Нормално дека се вика Тојота човекот. Морам да ви кажам, прочитав една условно кажано анекдотска работа, се извинувам што влегувам во приказната, но вистина фасцинирано, бидејќи го споменавте Тојота и човекот се разбира е Тојота, за таа семејна традиција. Неодамна кај Трендо на Офнет прочитав нешто што ме фасцинираше. Постои фирма во Јапонија, фирма која што е стара 1500 години. Така. 40 генерации луѓе работат, 40 генерации, првиот започнал некаде во 570 и некоја година да гради некаков храм, мислам во некој град во Јапонија, па потоа кога го правел најпознатиот храм во Осака, го заборавив името, некоја компанија во Осака 1570 го правеле најпознатиот дворец во Осака. Тогаш имале веќе 1000 години искуство. А сега последниот кој што го носи истото име, сега нешто мртка, нешто се направил некој поим за
продажба на некоја сериозна фирма. Меѓутоа, каква е таа фасцинантна ситуација? 1500 години постои фирма и е во исто семејство. Тоа е многу интересно. Јапонија има најголем број на компании кои што имаат таква долга традиција во светот. Кај нас некој кога има 30 години фирма во Македонија разговара како да е господ затоа што тој се извинувам или таа има фирма со традиција. Ние овде разговараме за векови. И тоа е еден начин на размислување дека не мора да се менува тоа што го правите, меѓутоа треба да го усовршувате тоа што го правите. Постојано да се усовршува и се вика тоа кајзен. Кајзе. Да, кајзен. Тој принципот на Toyota компанијата. Зошто тие стана лидери во светот во производство на автомобили, затоа што успеа да го усовршат системот, колку брзо одат нели производите на лента, колку време му треба на работникот да земе еден производ и до таму да се врати. Значи целиот процес усовршен. Ова не е реклама, веднаш да се разбереме за Toyota платена или не знам што, ова е фактичка состојба. И само да се надоврзам за ова кајзен, зашто и го кажувам, затоа што на моја иницијатива, кога бев амбасадор, побаравме од JICA да не научат на тој метод на кајзен, при што подпишавме договор со Асоциацијата за средни и мали предпријатија во Македонија и тие испратија нивни ментори, кои што држаат тука нивни обуки и предавања, токму на ова. Како да се усовршат некакви процеси, значи не да се измислува топла вода, туку тоа веќе што го правите, да го правите најдобро што можете. Да го правите најдобро што можете. Па има ли тоа резултат во нашето општество? Знаете зашто прашувам? Јас често пати ја критикувам состојбата во Македонија, не луѓето, туку состојбата, меѓутоа таа е резултат сепак на луѓето. Ние, честно исклучоците се разбира, сме навикнати некако да ги чекаме работите да дојдат сами, некој друг да ни ги заврши, кога нешто веќе имаме да го одржуваме само. Овој напор за постојан развој, за постојан напредок, за усовршување, тој е правиот збор, за вистинскиот збор е усовршување, им носи на земјите како Јапонија екстремен успех. И затоа се најдобри во тоа што речиси во се што фатиле да работат. Така е, вистина е, така е и сметам дека самиот пазар го бара тоа, нели доколку имате некаков производ, еве вие компании кои што се успешни компании во Македонија, тоа може да го потврдат, имате некаков производ, тоа е баран производ, меѓутоа секогаш некакви стандарди се менуваат. Дали не знам изврсните правила во определени земји, ако е случајот се работи за Европска унија или за некаков друг пазар, морате секогаш малце да менувате, пакувањето да го смените. Бизнесот има своја логика. Да. И сметам дека доколку овие компании кои што се помали, може тоа порано да го разберат, нели поголемите компании веќе знаат дека тоа е нешто апсолутно нужно, но помалите компании кои што го сочинуваат голем дел од македонскиот бизнес, помалите компании доколку може тоа да го научите и да бидат обучувани од нели порана фаза на нивниот развој, ќе можат и подолго да опстанат и да бидат поконкурентни на пазарот. Да. Ова го разбирам. Верувам дека го разбирам. Меѓутоа, јас овде зборувам и за животниот принцип. Да. Значи, јапонците не знам едно дрво од цреша ќе го прават до совршенство. Што нема врска со бизнис. Така. Или не знам некој бонсај како се викаше, или не знам оние калиграфски цртања кои што ги прават до совршенство. Значи тоа не се работи кои што се нужно бизнис. Тоа е нешто кое што е принцип на живот. Така е. Како да се навикнеме ние на таков принцип на живот и кога треба не знам една чаша од овде до овде да ја донесеш да го направиш тоа како што треба. А не да оставиш да тече водата. Не зашто баш ми е гледа каква глупост работа. Како успеале тие, можеби овој претешко прашање, како успеале како народ да се убедат себе си 150 милиони колку и се тамо, да одвоени со векови од целиот свет да направат таков филозофски пристап, се што прават да го прават максимално добро. Да, знаете, во Јапонија има два моменти. Едното е што има еден збор што се вика ката или начин на правење на нешто. Ката јас го знам само поради каратето. Јари ката. Да, јас сум тренирала исто карате како дете. И има нешто така јари ката или начин на правење, а ката пак значи начин како се прави нешто. И штом ќе се утврди начинот, тоа е начинот. Нема сега јас вака си го правам, дури и пишување на канџито се има ред на како прва стрелка, втора, тука, четврта, така ги учат децата. Другиот момент е на колективната работа. Кога работите тимски и се знае кој е главниот човек, кој е вториот човек, кој е третиот човек, ама сите работиме заедно и сите се почитуваме.
Значи, помалку его. Колективноста исто така ние ја изгубивме. Тоа е чудно, затоа што капитализмот во принцип значи егоизам. Сега љубителите на капитализмот како филозофија може нема да се согласат, но тоа е прилично егоистички начин на размислување. Од друга страна, јапонците и во капитализмот успеале да направат заедничка добробит. Успеале да направат од сето тоа сите да им биде добро. Без тоа сметам дека не може да има успех. Не, вие сте исто во бизнисот и знаете колку е важно целиот тим да работи заедно за да го направи ова студио. Еве, тука го поздравувам тимот во режија која што ми помага со големо задоволство да се презентираме најдобро што може. Може ли малку сега вака еве да ја замолам режијата да ги вклучам во приказната кога веќе ги пофалив да пуштиме едно видео од интервју ваше за јапонска телевизија. Да, ова е најголемата национална телевизија режија, во Јапонија. дали ќе може? Ова е најголемата телевизија национална во Јапонија. Национална. Да, овдека 世界を舞台に活躍する女性として注目を集めるツベトコビッチ ова е најава за вас. Да. 実 Ова は е 大使になるまでは全く別の世界を програма 歩んでき што た оди んです преку ден и буквално да ви кажам дека сите, поготово парламентарци, ги имаат овој канал уклучен во нивните канцеларии. И ме презентираат мене како млада アンドリアナ・ツベト режисерка, コビッチさん36歳 амбасадор, 3年前マ научник, ケドニアの駐日 кој 大 што 使 долго に време 就 не 任 живее во Јапонија и многу ја сака Македонија. Да, ова се некои Да, некои ова е традиционални настан, претпоставки. マケドニア да, と日本の交流に力 тоа を е 尽くしてい настан на ます Јапонската фондација, тука јас зборувам. И овде викам, без разлика на колку сати да има, јас можам да зборувам за Македонија непрестанно. Бидејќи на сцената ме фатија како зборам за Македонија, настанот било за нешто друго, ама јас сум продолжила да зборувам за Македонија и викам, можам да зборувам за Македонија. Ова е сега веќе амбасадата, каде се наоѓа во Токио. Нашата амбасада во Нашата Токио. амбасада Еве во тоа Токио. чудо да го видиме. Да. Просториите се разбира, јас ги најдов, тоа беше исто многу тешко. Бидејќи требаше да најдеме простори во овој резидентен дел од Токио. И прво не ни дозволува, затоа што си има определен дел каде што се амбасадите во Токио. Но еве Добро, морам амбасадата. да признам, се потрудиле од јапонската телевизија Да. влезат во приказната. Да. Јас викам добро дојдовте во Македонија, бидејќи тоа е македонска територија. Значи вака изгледа во амбасадата, еве Па ако сега не некој знам се дали праша. изгледа вака, ова е моја носија, јас си понесов неколку носии кои што ги имам во мојата лична колекција. Сум голем љубител на македонската традиција, особено носиите, рачните изработки, музиката. И ги донесовте практично на своја рака тоа. На своја рака, да. Гарнени производи, други рачни изработки. Ве слушам како зборувате јапонски. Претпоставувам, го имате токискиот акцент или како? Па предпоставувам да. Бидејќи сигурен сум дека и таму во Јапонија има различни Да, има начини на различни изговор. дијалекти, во Осака, например, се разликува, Окинава се И разликува. кога ви одите, например, во Окинава и разговарате со нив, викаат вие сте од Токио. Да, дефинитивно. Тоа е ова е и натаму во амбасадата, не? Да, во амбасадата, да, ги признанијата за вината кои што ги имаат Што добиено зборувавме, нашите вина. Тука нели објаснувам каде се наоѓа Македонија, бидејќи мал број на Претпоставувам јапонци дека баш и не знаат. знаат. Да, Некаде во Европа, точно па така. блиску до Грција. Одлично, баш ми се допаѓа, имаме уште едно видео што исто така ме фасцинираше, морам да кажам, јас ги погледнав претходно, на кој што јапонци играат Македонски македонско ора. оро, да. Да. Може ли режи тоа да го видиме ова чудо невидено? Облечени во македонски Да, носи. ете сум и јас тука, може да ме видите и мене. И има двајце представници од танец, ако не гледаат, ги поздравувам. Подро да се разбира. И ја пеат Па тие и Белолите, пеат. љубам јас. Јапонците, претпоставам дека е ужасно тешко да го научат Ова е тоа. настан кој што јас го направив во амбасадата. Сакав да ги соберам на едно место овие жени кои што веќе 30 години играат македонски танци. Љубовта кон македонската музика и танци била предадена од Атанас Коларовски, тој е познат во
играорец и сметам дека државата треба да му даде посебно притење, тој веќе почина. Навистина многу има направено. Човекот, овие жени доаѓале во Македонија секоја година, човекот одел таму ги учел и верувате подобро знаат да играат ора од нас. Тоа проверено. Од мене сигурно. Ги знаат сите ора, освен ова наједноставното. Тука сум и јас, тогаш раката ми беше скршена, само што ја скршив претходниот ден, не може да се види, вака ми е во гипс. Ама реков, не го откажувам настанот, нема шанси. Мора да признам, многу симпатично, особено ме фасцинира дека овие јапонки, не затоа што се облечени во македонска народна традиционална носија, туку дека го знаат сето ова и дека 3 децени го одржуваат, ми е навистина. Да, и има и друга група, тие научиле и има и машка група. Не знам дали ќе има време да го пуштиме видеото, има и мажи кои што играат македонски танци и тоа верувате од потешките. Фасцинантно се собираат од време на време, прават настани. Како се инспирира, се разбира го спомнате господин Коларовски, меѓутоа се инспирираат за нешто што е целосно непоимливо за нив. И да ви кажам колку беа радосни дека има амбасада. И дека има контакт, дека има контакт, дека јас секогаш се обидував да ги вклучам во настани, да ги поканам на настани, да правам настани во амбасадата. И правам многу настани за презентација и промоција на македонската храна. Јас готвев, пошто нема кој да готви таму, нема. Тоа ќе беше прашањето од каде македонска храна таму. И неа ја поздравувам, мајка ми, јас од сопствени средства и платив да дојде да готви, бидејќи имавме настан и дојде еден од најголемите весници за Јапонија, Мајничи, и правеше репортажа за македонската храна. Со прекрасна презентација на сите македонски традиционални јадења. Не знам, кога правите нешто со љубов, тоа изгледа добро. Тоа изгледа добро. Режи, ви благодарам за видеото, да се вратиме во студиото. Кога сме кај храната, јас буквално не одам по никаква скрипта, таму во Јапонија се разбира јадат сосема поинаква храна од нас, главно е на риба, поставувам и на сега полека станува дел од јапонската храна фенси барем во Скопје. Меѓутоа, колку тие македонската храна ја доживуваат како нешто интересно? Од вашето вака? Многу ја сакаат македонската храна. Ја обожаваат. Особено тавче, гравче, ајвар, не знам, полнети пиперки. Што е за нив целосно нешто чудно, ново? Да, ама многу се сопаѓа вкусот. Се знаете, нашата храна е многу убава. Нема некои јаки вкусови, нели, како чубрица, нека се става не помалку, ма нема толку јаки вкусови како да речеме регионални други кои ништо се. И е повеќе на зеленчуци. Нема многу зеленчуци, се спојува. И многу ја обожаваат. Значи секогаш кога сме имале настани, ништо не останувало. И секогаш исто прашувале каде има македонски ресторан, за жал нема македонски ресторан. Не постои воопшто никаде во Јапонија? Не постои никаде во Јапонија. Еве некој доколку сака да дојде во Токио да отвори ресторан, тоа би било, мислам, атракција. И сигурно ќе има доволно гости, доволно и голем градот и ќе има заинтересирани, а и ќе му се помогне. Морам да ја прашам, бидејќи времето екстремно брзо поминува на оваа емисија. Во моментов сте советник на министерот за култура на Јапонија. Така. Името го имав некаде. Шунто Кура. Да. Како тоа дојде ситуација, вие, странец, да бидете еден од само 5 советници за министерот за култура на Јапонија? Мислам, разбирам амбасадор, разбирам години тамо, се, меѓутоа, колку што знам, тие се прилично конзервативни и не сакаат многу странци да им влегуваат во приказната. Како дојде тоа вие да бидете? Да. И сега сте се уште советник на министерот за култура. Да. Така, јас сум еден од 5 советници на министерот за култура за интернационална соработка. Не знам сега долга е приказната, нели едно нешто водело кон друго, меѓутоа моето присуство во Јапонија, тоа што сум била жена доктор по филмска уметност. Но некој го следел тоа? Некој го следел, вистина. Прва европејка во последните 30 на 40 години што се здобил со таа титула во областа на филмот. Јас сум воедно и прв доктор по филмска уметност во Македонија од независноста. Интересна информација. Да.
Потоа, додека бев исто амбасадор, бев професор на Киото универзитет, така на така, сум правила многу јавни презентации, сум презентирала на видни симпозиуми, ни светот, научни симпозиуми. Додека бев амбасадор, бев особено активна во делот на културната дипломатија, кој што сметам дека е многу важно нешто, да се искористи културниот момент и јавната дипломатија. Јас истовремено го и возобновив јапонско-македонското друштво за пријателство во Јапонија. Броеше десетина членови, сега брои околу 30-40 членови и постојано има некакви активности, кои што исто е важен момент. Дел од тие активности пак се во делот на културата. И настани. После мојот мандат исто така, јас бев во жирито на Tokyo International Film Festival, на Токискиот интернационален филмски фестивал, кој што е еден од врвните во светот. Сум чест гостин на медиуми, телевизии, на конференции, особено конференции. Чекај, вие сте, тоа ќе го кажав, меѓутоа еве ме претркавте. Вие сте еден од програмските директори на Токискиот интернационален филмски фестивал. Тоа е еден од најголемите фестивали, непознатите во светот. Да. Не зборуваме за нешто регионално, нешто локално, туку еден од оние. Така е. Значи, јас прво бев во жирито на фестивалот пред 2-3 години, а минатата година бев селектор за една нова категорија која што беше поврзана со целите за одржлив развој на Обединетите нации. Тоа беше пак на моја иницијатива. Оваа година има нова категорија во фестивалот, која што прераснува во една од главните категории, која што ги промовира жените. Жените режисерки или темите кои што ги третираат, жената и незината положба во општеството, потешкотите и така натака. И додека сум била вклучена во овие некои мои активности во фестивалот, јас секогаш сум се трудела максимално да ја презентирам Македонија. Со вклучување на македонски филмови во селекцијата на фестивалот. Како што е, например, филмот Сенки. На Милчо Манчевски. Да, имаше неодамна гледав, пред 2 години. Таму беа во Јапонија, да. Да. Тоа беше, меѓу другото, и со моја поддршка и помош. Се разбира, филмот има одлични квалитети и режисерот е високо ценет во Јапонија. Медена земја го селектирав минатата година да биде дел од она што ви кажав програмата SDGs in Motions, така се викаше. Други филмови исто така сигурно сум ги промовирала на секаков начин, така да ја користам секоја можност да ја промовирам Македонија, иако сум дел од овие интернационални организации и институции на светско ниво. Јас верувам во нешто што се вика дека мора да вратиш на својата земја. Тоа мислам дека е многу важно. Ова Јапонија сте го научили или е вродено? Бидејќи често пати реално човек кој што успеал, слободно може да кажам што успеале во далечниот свет, ја има таа можност ако сака и да заборави на ова овде. Имате роднини тука, претпоставувам се разбиле драги спомени, можеш да речете добро, мојот живот е овде, вие живеете си. Така е, вистина е така, јас можам да воопшто да не помислувам и да се фокусирам. Меѓутоа, јас сум многу исто длабоко поврзана со Македонија. Јас се будам со Македонија. Не е ова само фраза, во ред. Не е фраза. Синчето, синче, го крстив Еразмо, посвети Еразмо Охридски. Многу необично име морам да прознам и токму така асоцираше само на Свети Еразмо Охридски. Да, јас не сум од Охрид, меѓутоа многу го сакам градот Охрид и кој не го сака, се разбира. Да. Исто така сум имала можност да добијам јапонско државјанство, тоа би ми го олеснило животот. Но вие упорно со визии издржувате. Јас упорно со визии, тоа е малце малтретирање, меѓутоа во јапонскиот систем мора да се откажеш од своето државјанство да го земеш јапонското државјанство. И вие не сакате тоа да го направите? Јас не сакам по никоја цена тоа да го направам. Претходно исто студирав и во Бугарија, истите можности тогаш се нудија за да не продолжувате виза да си земете бугарско државјанство. Јас не сакам никого да судам. Има луѓе кои што го направиле тоа за некакви цели.
Меѓутоа, јас го изберам потешкиот пат, бидејќи длабоко во себе верувам во Македонија. Верувам дека иако нели некогаш не сте физички секогаш присутни во земјата, вие ја носите Македонија во срцето, ја промовирате и ја презентирате секаде каде што ќе одите и можеби тоа и повредно. Затоа што нас не требаат луѓе и сметам дека Македонија има многу такви луѓе. Иако не секогаш знаеме нели дома, знаеме за нив и не секогаш знаеме и да ги цениме. И тоа може би една вака добра иницијатива да се помисли како и тие луѓе да се организираат во една група, во нели формална или неформална, за да можат да бидат поврзани со Македонија на еден подиректен начин и да делуваме стратешки за промоција и презентација на нашите национални и стратешки интереси надвор. Се разбира, меѓутоа повторно се враќаме тука на оној момент, не е доволна само личната иницијатива на еден-двајца луѓе, не е доволно само, условно кажано, волонтаристички пристап, за ова е потребен систем. Така е. Значи, не треба стратешки предпоставено да донесеме одлуки, дека, меѓу другото и во Јапонија, земја која што е по сите нишани, што се вели, имаме причина да направиме се за да создадеме релации во кои што се разбира никогаш ние на Јапонија нема да бидеме не знам колку важни и поради далечината и поради се. Да. Меѓутоа, ако не се лажам, Јапонија е еден од најголемите донатори за Македонија. Јас бев уште дете кога гледав јапонците дале за некоја болница, јапонците дале, тоа ме чудеше тоа зашто јапонците даваат за нас. И тоа до ден денеска трае. Тие упорно туку ќе ни дадат нешто. Не знам кој е интересот, не е ни важно, меѓутоа тие упорно го прават тоа, навистина ни даваат. Ако ништо друго, макар во име на благодарност и однос, треба да ги развиваме тие односи. Апсолутно сум согласна со вас. Не знам дали Јапонија е најголемиот донатор, меѓутоа меѓу најголемите донатори. Според информациите кои што јас ги имам, сумите се некако 270 милиони евра дадени до сега како неповратна помош. Дополнителни грантови, обуки, има една програма која што се вика Grassroot Project за помали проекти, за да речеме да се купи возило негдека, за здравството има донирано многу. Проектот Злетовица со кој што се овозможени пивка, вода за 110.000. Јасно ни е, богати им се може, меѓутоа тоа го прават и не го прават еднаш, туку го прават континуирано, го прават несебично очигледно. Видите, тоа е исто еден вид на дипломатија, што би се рекло дипломатија во акција, наместо со зборови, една држава со дела ве поддржува. И сега доколку вие исто така сте држава која што може да оцени кои ви се стратешките партнери, интереси, кој е вистинскиот пријател, ќе најдете начин да ги подобрите односите или да ги продлабочите односите со таа земја и соодветно да најдете соодветен начин како да изразите благодарност. Бидејќи овие пари тие не мора да ги даваат на нас, може да ги потрошат за нивните граѓани, што е сосема легитимно, или на некоја друга земја. Нема подобар начин да се изрази благодарност, нели, тоа да се има присуство во таа земја, дипломатско присуство на соодветно ниво, и исто така да се продлабочува соработката токму на меѓучовечка размена, на што реков за дека имам подпишано меморандум за соработка со универзитетите, медицинската соработка. Тоа сметам дека од кога јас си заминав, тие договори завршија веројатно. Никој не знам дали сега може и да грешам, се извинам. Ако е така, е навистина жално и штета. Ако е така, ако не е, извинување за луѓето што работат. Да, и заборавив да кажам во делот на што ме прашавте дека сум советник на министрот за култура, јас се обидувам да го донесам министрот за култура на Јапонија, еве ексклузивна информација. Се уште сме во почетни фази. Да дојде овде. Да дојде овде. Планираме да го донесеме, здрави Боже, оваа година, бидејќи оваа година одбележуваме 30 години дипломатски односи со Јапонија и сметам дека ќе биде добар момент да го направиме тоа оваа година. Министерот е доста заинтересиран и нашиот и јапонскиот. Да. И веќе работиме сериозно на подготовка на програма. Се разбира, се надевам дека нели околностите ќе се поклопат дека може да се случи оваа година, доколку не, тогаш би била следната година. Меѓутоа ова посета би била не само нели символична, бидејќи би била прв пат еден таков министер да дојде во Македонија, туку најважното нешто било како да ја искористиме да има
сработка понатака, нели? Несомнено е дека јапонците ќе дојдат со проекти. Така. Тоа Да е... подпишеме договор, да размислиме, особено оно што мене лично ме секогаш засега е заштита на нашето културно наследство. Нашите цркви, нашите институции, реставрацијата. Во тој ангол, од тој аспект би рекол, мораме да се пофалиме дека Јапонија е навистина држава со илјадници години традиција и култура, меѓутоа и ние имаме со што да се пофалиме во тој дел, тоа е сигурно. Имаме цркви стари со не само со векови, туку со милениуми и можеме да се носиме. Во аспект апсолутно сме добри. Меѓутоа кога е во прашање силата на меѓународно поле, Јапонија се разбира надвор од секаква конкуренција со нас, колку тоа може да се искористи. Јапонија не е било кој во светската заедница. Не е во Обединетите нации, иако во Советот за безбедност, извинувам, иако има некои но и непостојана членка. Да. Има амбиции во тој правец, факт е дека тоа е земја која што има силно влијание, која што може нас да не биде од корист. Тоа дека чисто не себично, туку едноставно практично размислување. Колку може Јапонија да ни помогне во релациите, би рекол, на светски ранги? Значи, Јапонија не е членка на, како што споменавте, на Советот на безбедност, постојана членка, меѓутоа е непостојана членка. Сега во моментот е непостојана членка и редовно се избира за непостојана членка, некои години не. Меѓутоа е еден од најголемите донатори на Обединетите нации. Само минатата година мислам дека околу 500 милиони долари донација има направена Јапонија на Обединетите нации. И не само на Обединетите нации, на УНЕСКО, на организацијата и други организации, каде што Јапонија прави своја контрибуција за да може да чукне на масата која ќе треба, за да може да има свое влијание во овие институции, кој што за нас е многу важно да имаме таков моќен партнер како Јапонија, да може да не подржи без разлика дали е градење на нашата дипломатија и начинот на кој што луѓето не воспримаат, дали некакви спорови кои што ги имаме со нашите соседи, да не го отвори повеќе патот за европската интеграција и така натака. Се разбира, има и многу други начини кои што мора паралелно да се одвива за да стигнеме до тоа нешто. Меѓутоа не треба да се потцени моќта и влијанието на Јапонија и доколку знаеме тоа умешно да го искористиме, секако дека ќе имаме големи бенефити од тоа. Апсолутно, кога ќе размислам какви се можности нуди оваа држава, далечна повторно ќе речам, за нас технолошки се толку напредни што тоа е, мислам, дури и непотребно да се зборува. Со добра волја чуда може да се направат со нив и затоа ми беше многу важна оваа емисија, затоа што навистина, иако немаме многу луѓе таму, постои начин да се унапредуваат работите. Морам да прашам, имате информација колку македонци има во Јапонија? Па не знам моментално колку има, меѓутоа за време на мојот мандат ние правевме некоја евиденција и во тој момент имаше околу 30 македонци кои што живеат таму. Сега не ги броиме нивните семејства доколку се може би се мешани и така натаму. Мешани бракови околу 30. Меѓутоа има уште многу поголем број пак на студенти кои што доаѓаат на различни видови на обуки. Да речеме само од Джајка секоја година доаѓаат околу 30 луѓе од Македонија на обуки, на различни видови на обуки. И 30 мислам дека не е мала бројка, доколку ние знаеме пак, како што реков, и тие луѓе што се таму, убаво да ги искористиме, и па и тие да искористат, да не искористат нас, на начин на кој што ќе се чувствуваат и како дома, кога веќе ако има таму амбасада, има присуство, да можат и да бидат поврзани со сопствената земја, нешто кое што е една од функциите на секоја мисија. Апсолутно. Амбасада. Доаѓаме сосема до крајот на емисијата. Еден час веќе помина. Морам да ви прашам, во 2021 година добивте наградата за најинспиративна жена во глобални ранки што ја доделува Women International Networking од Женева. Тоа е глобална иницијатива, морам да го прочитам тоа, за лидерство на жените, создадена во 1998 година. Ова е веќе нешто друго, условно кажано. Да. И повторно нешто што во принцип кај нас не е познато. Ова е многу сериозна награда. Да, ви благодарам. Јас, значи, паралелно со тоа што сум била амбасадор и професор и режисер и така натака, секогаш сум се борила за правата на жените. Иначе не сум феминистка, морам да кажам. Јас верувам во баланс, дека и мажите и жените
Ке се осмелам да речам дека тоа е вистински феминизм. И јас се по мојата биографија, тоа што сум била доктор на науки на 27 години, сите тие функции кои што ми ги извршувала, и во тој момент кога ја добив наградата, јас бев директор за Северна Азија за економист групацијата. Добро. The Economist. За The Economist. Добро. И бев многу видлива, така да кажам, во светски рамки, затоа што бев канета да зборувам на секакви форуми, дури на CNN и други, да кажам, како економската состојба или кој е следниот шегор, да речеме, за каматните стапки, како ќе делува на берзите и така. На така исто така имам и диплома Executive MBA, мастер во бизнес и администрација, освен тоа што имам докторат по филмска уметност. Добро. Добро, јас ви реков, почитувани гледачи, оваа биографија е прилично голема и изложена, јас не може се да набрам, евака и вие сигурно сте ќе останува нешто. Кога сме веќе кај жени, тебе чисто за крај се согласувам. Јас сум апсолутно поборник за рамноправност и застапеност на жените, особено во политиката и во предприемништвото кај нас. Јапонија важи традиционална земја во која што нели постојат тие конзервативни погледи на нештото, меѓутоа далеку од тоа дека жените во Јапонија се, не знам, маргинализирани или нешто, напротив. Да. Значи, добро, има сега неколку моменти, тоа е тешко да се објасни, и ќе ви кажам, има тоа рангирање или за gender gaps, gender gap index. Колку е голема разликата помеѓу жените и мажите. Има неколку начини како се мери тоа. Едниот дел е, например, животот и здравието. А другиот дел е кариера, образование, колку жени има во политиката и така натака. Сега, Јапонија на 121 место, меѓу 146 земји, а Македонија е, мислам дека на 73-то место. Што значи ние тука предничиме. Подобро стоиме од јапонците. Подобро стоиме од јапонците. Меѓутоа, назадуваме на она што се вика human development, или можности да се дојде до лекар, здравие, смртност и така натака. Добре. Пораѓај вклучително не сите што е посебна приказна? Посебна приказна, тука Македонија не би сакала да ги кажам се бројките. Но лошо е, па доволно да ги отворите медиумите кај нас да видите што се случува. И тука е, значи, моментот на кој што ние мораме да работиме. Во делот на жени во политиката, Македонија предничи, мислам дека во моментот сме близко до 40% на жени во парламентот. Јапонија беше 14, сега е негдека 10% жени во парламентот. Така да, тоа што јас сум жена, и успешна жена во Јапонија, и плюс мајка, доаѓа до израз во Јапонија многу, затоа што е многу тешко. Затоа што е многу тешко. Затоа што е многу тешко и не се може тоа. И треба извонредни напори, самодисциплина, почитуваност, се разбира и помош од најблиските, за да може да се стигне до такво нешто. И Јапонија е земјина систем на мерит, на вредности. Кога некој напредува и е успешен и е постојан, тоа е многу важно да бидете постојани во тоа што го правите, тоа се приметува и се наградува. И се наградува. Мерит системот, речиси секојдневно го спомнуваме, не знам колку сте во тек, ултра е популарен тој мерит систем во Македонија како термин. Мерит системот, меѓутоа за жал се уште кај нас функционираат работите по инаква линија. Искрено се надевам дека сето тоа многу брзо ќе се смени, бидејќи меритот, односно квалитетот на човекот е она што го прави, а не неговите релации, врски, пријателски, роднински и не знам какви, колку пари има неговото семејство. Само да кажам, извинете, ова дека во Македонија се избра прв пат жена председател. Така. На кој што сум многу горда и среќна. И тоа сите јапонски медиуми го пренесоа. Како голема вест. Да. И за нас беше голема вест, ако сме реални. Амбасадорка Адријана Цветковиќ, благодарам многу за гостувањето во емисијава. Јас верувам дека би можеле уште 5 емисии да направиме без проблем. Што ќе бидат исто така интересни како ова, се надевам дека успеавме во еден дел барем да го запознаеме, условно кажано, нашиот гледач односно нашите гледачи со се ова што сте направиле досега и верувам ќе го правите во иднина, навистина сте инспирација и се надевам дека оваа емисија во тој правец ќе да ги инспирира луѓето и жените пред се во
во Македонија дека кога некој сака може навистина многу да постигне. Ви посакувам успех во работата во Јапонија, се разбира, вие сте и бизнисмен, покрај тоа нема да зборуваме сега за бизнис, еве да кажам и бизнисмен сте и не знам уште што, кој знае како постигнувате, 24 часа трае денот и за да вие успеавте да го растегнувате малку повеќе. Да. Се надевам дека ќе добиете шанси и повторно во можеби во дипломатијата, ова е апсолутно нагаѓање мое, меѓутоа според се она што го правите, верувам дека заслужувате и ќе ми биде чест повторно да имам прилика со вас. Понатаму. Ви благодарам многу, беше задоволство да се разговарам со вас и се разбира, поздрав повторно до вашите гледачи, се надевам дека следен пат ќе разговараме за други теми кои што ќе бидат поконкретни, како да со поконкретни проекти да ги поврзаме Македонија и Јапонија. Така. Тоа е практичен пристап. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Ако сте задоволни барем колку и јас, тоа што ми е исполнил целта на оваа емисија, утре во 15 часот е непризнато издание, а јас ви посакувам пријатна ноќ.